Представува особена чест и задоволство што можем да вим се обратам. Благодарам за ова можност. По куртоазниот гест кон земјата домаќин, првиот човек на Саборот на Хрватска, држава од соседството која е силен поддржувач на македонските евроинтеграции, на својот мајчин јазик го продолжи обраќањето во собранието и пред пратениците испорача две клучни пораки. Првата беше поврзана токму со пристапувањето кон ЕУ, процес кој повеќе од една година тапка во место поради незавршените уставни измени. Не е коректно кон вас зашто преговарачките поглавја се уште не се отворени, изјави Гордан Јандроковиќ користејќи го хрватското искуство повика на истрајност. Се надеваме дека нашето партнерство во НАТО ќе биде надградено со вашето членство во Европската Унија. Нам во Хрватска ни е важно што одлуката за отворање на преговорите со Северна Македонија и Албанија беше донесена за време на нашето председавање со Унијата во март 2020-та. Но за жал и по 5 години вашите преговори се уште не се формално отворени. Тоа не е коректно. Имајќи го тоа предвид, го разбираме нетрпението на вашите граѓани. Хрватска високо го цени вашето постигнување и смета дека заслуживте многу поголем напредок и ќе ве поддржи на европскиот пат. И ние поминавме многу напорен пат до членството и врз основа на нашето искуство ви велиме дека треба да истраете. Вториот сет пораки се однесуваа на Украина и очигледниот јас меѓу САД и европските сојузници за прашањето како да се дојде до мир. Според настапот на Јандроковиќ, Хрватска нема дилема дека решението треба да се бара низ еден од основните принципи на меѓународното право – почитување на утврдениот територијален интегритет и суверенитет на една држава. Овие денови и над ЕУ и над НАТО се надвиснуваат сиви облаци, можеби најголемата пресвртница од формирањето на овие две организации. Не знаеме каква ќе биде нивната иднина, затоа е важно да се вложува многу за остварување траен светски мир. Во последните месеци сведоци сме дека на двете страни на Атлантикот постојат различни визии за тоа како треба да изгледа еден мир, а времето ќе покаже во која мерка ќе се успее да се воспостави заедничка визија за тој мир. Нам ни е најважно мирот да биде одржлив и праведен, а не неизвестна иднина. Хрватска сега ќе беше многу поразлична земја ако за време на татковинската војна прифаќаше некакви ултиматуми или мировни решенија изготвени без наша согласност. Тоа е нешто што може долгорочно да влие. Не може да се зборува за мир во Украина без учество на украинците, зашто тоа доведува во прашање нивната сувереност и територијален интегритет. Тоа би бил сериозен удар врз меѓународното право и врз светот кој се гради од Втората светска војна наваму. Не може да се размрда тој поредок зашто тоа ќе предизвика невиден преседан и нестабилност. Еден час по обраќањето на Јандроковиќ, шефот на дипломатијата Муцунски на дебата за евроатлантската безбедност, рече дека Северна Македонија е за постигнување траен мир, без да навлезе во детали како тоа да се направи, за разлика од претседателот на Хрватскиот сабор. На 24 февруари беше одбележена 3 годишнината од руската воена агресија врз Украина, која за жал предизвика стотици илјади жртви, принуди милиони да ги напуштат своите разрушени домови. Последиците не се само регионални, туку и глобални, директно засегајќи ги политичките, економските и безбедносните односи. Нашата држава дава целосна поддршка на напорите и конкретните активности на меѓународната дипломатија за воспоставување праведен и траен мир. Денеска во Брисел се одржа специјална седница на Европскиот совет посветена на Украина и новонастанатата ситуација во која клучниот сојузник во изминатите 3 години, Соединетите Американски држави, сега заземаат поинаква позиција кон војната. Унијата, кон која се стреми Северна Македонија, пак изгради различен став. Володимир, ти благодарам што денеска си тука. Ова е многу важен момент за да покажеме дека остануваме покрај Украина до кога тоа и да биде потребно. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.